Добре дојдовте во уште еден детектор. Оваа недела зборуваме за руско-украинската војна, позициите на новата американска администрација, но и позициите на Македонија во однос на овој конфликт. Истражувањето на јавното мислење оваа недела за детектор го спроведе Институтот за политички истражувања Скопје со телефонска анкета спроведена од 1 до 4 март оваа година на репрезентативен примерок од 1050 испитаници од целата држава. Нашето прво прашање ќе ни покаже што граѓаните мислат за тоа кој е виновен за отпочнувањето на овој конфликт, прашање кое што го имавме и во изминатите сезони на детектор, и гледаме дека 15,9% сметаат дека виновник за војната во Украина е Русија, но 16,3% или мала разлика, меѓутоа сепак некакво водство, граѓаните препознаваат Украина како најмногу одговорна за почетокот на конфликтот, двете 21,5% и нешто што е навистина интересно и ќе сакам во дискусијата да го опфатиме, 28,9% или најголемо мнозинство од испитаниците сметаат дека некој друг е одговорен за конфликтот во Украина. Ќе видиме споредбата со бројките од минатата година, односно од 2023, гледате дека се намалил бројот на граѓани кои што сметаат дека Русија е одговорна за почетокот на војната, а се зголемил бројот на граѓани, и тоа драматично, кои што сметаат дека Украина е одговорна за почетокот на војната, од 5,9% граѓани кои дале ваков одговор во 2023 на 16,3% кои дале ваков одговор во 2025 година. Кај останатите исто така има поместувања, но има благо намалување на бројот на испитаници кои што велат дека некој друг е одговорен, но сепак останува висок процентот. Речиси секој трет граѓанин смета дека ниту Русија, ниту Украина, туку некој друг е одговорен, ја носи одговорноста за почетокот на војната во Украина. Ова се нашите први бројки. Гостите се веќе подготвени за дискусија. Почнуваме веднаш по рекламите. Добре дојдовте назад. За војната меѓу Русија и Украина во студиото разговарам со експертот по безбедност, поранешен професор на Војната академија Методија Дојчиновски и со професорот Злата Димовски од Факултетот за безбедност. Ви благодарам што сте ова попладне заедно со нас. Со години го тестираме прашањето од самиот почеток на војната, и од самиот почеток можеше да се забележи еден сентимент кај испитаниците или кај граѓаните кој не беше во склад со она што беше и државна политика на силна поддршка кон Украина и како земја членка на НАТО. Но гледаме во оваа анкета дека веќе и благо преовладува бројот, процентот на граѓани кои сметаат дека самата Украина е виновна за отпочнувањето на војната. Како се креираше ваквото јавно мислење според вас? Сметам дека храбро сте влегле во истражувањето на научната вистина. Ако се погледаат бројките кои што се изразени на приказот, може да се види дека скоро подеднакви сте, и самите кажавте, бројките помеѓу одговорноста во конфликтот помеѓу Русија и Украина. Мислам дека решението за тоа кој најмногу е одговорен во конфликтот веројатно ќе лежат во четвртиот столб, дека некој друг би требало да биде одговорен или е одговорен за овој конфликт. Всушност, ја разбирам грижата кај населението, кај граѓаните, кои што сметаат дека сепак некаде на друго место треба да се бара, иако опште е познато, значи, заклучокот стои дека и во 2014 и во 2022 година имаме вооружена агресија со радикална цел, се знае од каде тоа доаѓа. Ако го бараме виновникот, сосема јасно е од каде треба да се бара решението. Меѓутоа, она што сметам дека граѓаните се свесни и знаат да го проценат, тоа се причините кои што доаѓаат од политичките, безбедносните и останатите предизвици, најчесто економските, почнувајќи од 2001 година со трансформацијата на начинот на војување и со новите закани и војувања во светот. Така да неколку предизвици исклучително значајно влијаат на вината за тоа како се случуваат конфликтите. Конкретно во Источна Европа и Југоисточна Европа, тие би можеле да се однесуваат на трансформацијата на регионите. Може да се однесуваат на нарушувањето на безбедностното окружување, кое што создаде простор на кој што
голем број на население осиромаши, голем број на население во тој транзиционен период не успеа да се прилагоди. Голем број на влади, на држави. Понатаму една карактеристика е развојот на експанзијата на аристократското однесување. Би рекол, корупцијата на аристократијата дозволи до тоа да не биде слушнат пулсот на населението, заради што во регионите дојде и до одредена конфронтација. Однесувањето на религиите исто така допринесе до нарушување на безбедноста во регионите и пошироко, затоа што се дозволи да се отвори едно транснационално развежување и мешање помеѓу религиите на тој начин што во голем дел од Европа се преселија, фактички движењето е дозволено согласно на хуманитарното право. Луѓе кои можат и имаат право тоа да го остварат и население кое едноставно од политички, безбедносни или економски причини барале спас во другите региони. Овој период се потресува и безбедносните системи, безбедносните структури. Фактички од 2001 година сите безбедносни структури во државите доживеа трансформација со отпочнувањето на глобалната војна против тероризмот, така да нема држава која не беше уфатена. Можеби една од причините за настанување на проблемите во регионите, меѓу другото и може да се лоцира на и истокот, таму. да. Тоа што мене ме изненади е да речам се правеше една паралела помеѓу тоа помеѓу Македонија и Украина, во смисла на тоа дека и Македонија е една послаба во споредба со своите соседи, држава која што имала наметнати спорови, проблеми, блокади кои што директно влијаели на нејзините внатрешни состојби и внатрешни политики, но како тоа да не резонираше со јавноста, која не ја препозна таа сличност со позицијата на Украина и постојано тој еден сентимент на оправдување на руската акција, агресија во Украина постоеше во нашето општество и во изминатите години, а гледаме дека тоа е се позасилено и денес. Ја гледам вашата солидно направена анкета. Перцепцијата на граѓаните можете да ја насочувате, можете да ја едноставно добиете во сакана насока доколку праќате одредени информации. Факт е дека во самиот почеток на конфликтот, овие 3 или 4 години, имавме многу повеќе информации на дневна основа на тоа што се случуваше во Украина, што се случуваше во Русија и согласно кој ја пренесуваше таа информација, така одеа и самите објаснувања за тоа кој е надмен, кој евентуално постигнува поголем успех на самото бојно поле. Сега во овие последни, да кажам, година дена, барем колку што јас почнав реално да ги следам активно, едноставно недостасуваат информациите за тоа што се случува на бојното поле. Недостасуваат информациите за тоа што понатаму се прави, него имаме некакви си маргинални информации дека сега се оди кон тоа да настојувањата на Трамп, администрацијата на Трамп, дека сакаат да постигнат некаков си договор за прекин на огнот и да се решат одредени прашања. Никако понатаму ние не сме добиле информации во форма дали едниот или другиот што се прави. Гледаме некогаш од тие средби што се претежно Зеленски го гледаме како е, како комуницира со меѓународната јавност, се жали и така натаму и моли за помош. Сето тоа е она што ние го добиваме. Ако сакаме да влијаеме на граѓаните, секогаш можеме да додадеме одредени информации кои што би воделе на ова или таа страна. Сентиментот што вие го споменувате, мислам дека постоеше долг низ на години, меѓутоа не е веќе оној кој што е решавачки во оваа смисла да ние градиме на перцепција, зборувам кај граѓаните, за тоа кој е одговорен. И сега пазете, одговорноста е дали и тоа треба малку е дискутабилно, која е одговорност, дали за почеток на конфликтот, дали за траењето на конфликтот, овој долг временски период, или е одговорен практично за тоа што досега не прекина самиот конфликт.
Можеме ние тоа прашање да го поделиме на повеќе подпрашања и од тој аспект да го согледуваме или да компарираме ова што го имате вие добиено тука. Така да јас така би ги гледал сите овие работи кои што се, го тргаме сентиментот, не го гледаме од низ призмата на тоа што би можел еден граѓанин да објасни за тоа кој е крив. Пазете, одговорен. Ајде, така ќе кажеме, кој е одговорен или крив не е ни битно македонски. Во секој случај, зашто би бил одговорен? Втората работа, ако е веќе одговорен за почетокот или за траењето на конфликтот, навистина ние не добивме некое објаснување. Пак повторно зборувам за тие информации кои што многу ни недостасуваат, а еве ако следиме евентуално многу повеќе медиуми од Србија, ќе видиме дека таму многу повеќе се образлага. Сиот тој конфликт се образлага многу посебно. Со поголем интерес можеби се интересот, следи меѓутоа и се навлегува малку и во суштината на самиот конфликт. Зошто е тоа така, од каде потекнуваат, фактички генезата на сите тие, ајде да ги наречам, предуслови кои што беа за да почне конфликтот, меѓутоа и моменталните услови на самото бојно поле. Затоа што на самото бојно поле има сосема поинакво светло од она што практично ние го гледаме. Ние гледаме само еден елемент на истото, дека, не знам, едната страна или другата страна има офанзива. Што подразбира таа офанзива? Дали тоа е она рововско војување што го имавме во Првата светска војна, или евентуално веќе овде се употребуваат и многу модерни технологии. Каде е овде тоа самото разузнавање, каде се криминалните групи, каде е се она што навистина го оптоварува сиот овој конфликт. Многу елементи би требало да се согледат за да можеме да градиме една перцепција кој е одговорен за евентуално овој конфликт кој што се уште трае за жал. Иако ќе се сложам дека нели располагаме како јавност со лимитирани информации, можеби и во Македонија интересот и на самите медиуми како поминува времето е се помал во однос на деталите од бојното поле, од местото каде што се случува конфликтот, но врз основа на тие информации кои ги имаме ги прашавме граѓаните што тие мислат кој напредува, односно кој ја добива до овој момент војната и ќе ги погледнеме бројките во продолжение од нашата анкета. На прашањето кој сметате дека победува во досегашниот тек на војната, 28,1% велат Русија, 4,2% велат Украина, 47,3% велат ниту една од двете држави. Професоре, со оглед на новата американска администрација, слушаме една нова реторика која доаѓа од Вашингтон. Сум го кажал ова и претходно во интервјуа, ако беше греф да не се нарече руска агресија до пред неколку месеци, сега веќе и во резолуции на Обединети нации не може да помине како руска агресија и се менува комплетно вокабуларот околу настаните кои што се случуваат таму. Се менува ли сега сликата за тоа кој победува, кој добива, кога гледаме дека дури Вашингтон како најсилен поддржувач на Украина во изминатите години сега веќе оди кон постигнување на договор, задоволување на дел од руските барања и некаков компромис? Победуваат оние кои што ја посекуваа војната, губи сиот останат свет, а најмногу можеби и украинските граѓани и руските граѓани. Меѓутоа и ние не сме издвоени. Рефлексиите се чувствуваат и кај нас, ако зборуваме од аспект на цените, од аспект на сите оние закани ризици од безбедносна сфера, едноставно живеењето со страв, сето она што ни се налага, некакви си хибридни закани, тероризам, екстремизам и така натаму, сето тоа е тука кај нас. Но ајде да се вратам директно на ова кој победува. Искрено, и по моја перцепција, ова што граѓаните ниту еден што пишува, во војна тешко се наоѓа победник. Сите можат да бидат генерали на крајот, меѓутоа тешко дека некој ќе победи. Зошто? Затоа што прво истрошена премногу техника, ајде да не ги кажам премногу средства, меѓутоа премногу техника која што се акумулирала со години. Зборуваме и за руската и за украинската страна. Меѓутоа украинската страна имаше таа привилегија или доблест едноставно да побара помош и да добие помош и од Европска унија, од Америка и од други земји кои што беа во функција, бевме и ние тие што помогнавме. Колку помогнавме согласно нашите можности нормално. И сега одеднаш доаѓа повторно тоа размислување дали сторивме добро, доволно ние, зборувам сите овие кои што сакавме да помогнеме, се ставам јас како македонец во тоа купче, или евентуално дали беше многу подобро уште тогаш да почне таа тензија или притисок према двете завојувани страни да прекинат со конфликтот, да најдат соломонско решение кое што еве и по 3-4 години војување повторно ќе биде истото. Она што се заговара сега, барем што го слушаме како стратегија или евентуално како концепт за да се помират страните,
се оди повторно на истото. Териториите си ги добија Русија, а Украина дури одредени елементи да изгуби, односно минералите може да ги изгуби ако ништо повеќе, и повторно да се најде некаква си солуција таму, да има меѓународни сили, да нагледуваат тој мир условен кој што ќе се востави. Меѓутоа, сето она што е таму направено, сета таа деструкција на нормалното живење, деструкција на цела инфраструктура, деструкција на стамбените објекти и така натаму, тоа ќе треба години и години да се реновира, да се поправа и така натаму. Сето тоа кошта. Сето тоа не кошта сите нас. Значи цела земјина топка тука ќе го осети и го чувствуваме, нели, ние тој едноставно декласиран, како да го наречам, еден елемент кој што навистина очекувавме дека 21-виот век ќе ни биде век на процвет, нели, на некаква си релаксација, да гледаме повеќе, да биде на добро намалување на работното време и така натаму. Стигнуваме до момент во 21-виот век ние имаме војна. И тоа не е една. Имаме повеќе војни, а ова посебно нам ни е важна затоа што се наоѓа не е толку близко до нашите граници, меѓутоа не е ни многу далеко од нашите граници. Така. Гледаме дека се раздвижува и на европскиот континент размислувањето за тоа како да се позиционира Европа во овој момент, како да ги заштити своите граници, како да го гарантира идниот мир на својот континент. Професоре, дали Европа треба да гради своја собствена заедничка воена одбрана во контекст на случувањата во Украина, одвоена и од НАТО во случај на никаква долготрајна нестабилност или продолжен конфликт, како што и представници на НАТО го нарекува? Па видете, тоа беше еден од предлозите на председателот на Украина. Мислам дека тој во координација некоја, во координација и размена на искуства и сознание од сегашниот конфликт, можно е да една таква генерално се работи за конфликт со висок интензитет, бидејќи сега ние често го користиме терминот војна, тој акт на насилство кој што во еден период од почетокот до завршувањето или на годишно ниво би требало да има до 10 од 1000 до 10.000 жртви или разорнувања. Во моментов таа бројка се движи околу 50.000, така да конфликтот е со висок интензитет и веројатно се бараат решенија како ќе се излезе од оваа криза, кога конфликтот ќе влезе. Тој сега ја поминал фазата на мир започнал, фазата на криза ја поминал, сега е во фазата на конфликт. Следи еден период на постконфликтен менеджмент. Тоа е исклучително долг период во кој што верувам дека сите актери учесници во конфликтот, фактички тоа се земјите членки на НАТО, па и Европската унија, ќе мора да се ангажираат на некаков подруг начин. Зошто? Затоа што доколку под предпоставка, доколку дојде ситуација за стекнување на примирие или подпишување на договор за мир, на просторот на кој што сега се изведуваат вооружените действија, има огромен број на војници од украинска страна, тоа се негде околу 105.000 војника, од руска страна се околу 200.000 војници на украинска територија. Ќе мора да се организира процес на демобилизација, на разоружување, на ресоциализација на персоналот кој што е дојден во вид на платеници, странски борци, доброволци и така натаму. Ќе мора да се исчисти просторот од минско-експлозивни средства, од останати оружја. Знаете, кога се повлекуваат двете страни и се формира некаква бафер зона или зона на развојување, тогаш најчесто спротивставените страни оставаат изненадувања, оставаат мински полиња, оставаат дополнителни средства кои што може да ја отежнат работата. Во тој контекст очекувам дека некаков вид на сили и средства надвор од ингеренциите на НАТО или Европската унија, можеби под капата на Европската унија, би било од корист доколку се ангажираат. Професоре, како зголемувањето на воените буџети на земјите членки на Европската унија, Германија, Франција и останатите го минува тој европски безбедносен пейзаж и колку е неопходно европските земји да изградат еден сопствен систем на одбрана, доколку
се разидуваат во политиките, безбедносните политики кои ги креира Вашингтон? Долг временски период на полето на одбраната и на безбедноста, Европа едноставно градеше свој концепт, се приклонуваше кон оние резолуции, декларации кои што ги носеше Обединети нации, меѓутоа сепак си градеше и свој еден концепт, има и своји одлуки кои што се задолжителни за државите членки, дел се оние кои што можат да ги потпишат и не мораат да ги потпишат, меѓутоа многу повеќе во одбранбениот сектор се потпира на силата на НАТО. И навистина тие практично ја водеа работата околу НАТО затоа што голем број на припадници едноставно беа ангажирани таму. Сите тие досегашни планови кои што беа во контекст на тоа НАТО и дека НАТО може утре или задутре да се постави во функција да ги заштити европските земји. И затоа и ние, прифаќајќи го тој концепт, европски концепт, и ние имавме желба и едноставно баравме да бидеме во НАТО и успеавме да бидеме во НАТО, сме членка, земја членка. Дури во меѓу период видовме дека и земји кои што многу одамна не беа демилитаризирани, едноставно не прифаќаа да бидат во НАТО, како што се балтичките земји, одеднаш согледувајќи таа закана која што имаат, сакаја да бидат делови од НАТО. И сега самиот тој концепт, кога се увиде дека сега веќе имаме една дискрепанца во однос на размислувањата, оној концепт што го нуди сега во моментов Америка и она што е европскиот концепт, едноставно имаме разлика. Таа разлика сега може да доведе утре задутре и до различно поимање на она што би значело одбрана и во едната и во другата страна. Од друга страна, истото и одвојувањето на тој буџет. Ако се сеќавате, уште во првиот мандат Трамп обвинуваше дека во одредени држави многу малку плаќаат. Апсолутно. Се работи сепак за средства со кои што треба тие да партиципираат во истото и одеднаш имаме веќе различно размислување и сегашниве размислувања се во тој контекст. Одеднаш кога се увиде дека може утре самиот НАТО како концепт да има контрадикторности внатре во употребата на силите, средствата, евентуално за се она што би значело концепт на одбрана, сега веќе почнува Европа да размислува. Ние сме пропуштиле да изградиме собствен концепт. Ние за сите други можеби сфери сме изнашле некое решение да бидеме заедно како Европска унија, меѓутоа во областа на безбедноста очигледно дека сме затаиле, барем такво беше размислувањето. Доцне ли Европа на овој план? Па не би рекол дека доцни, знаете, сите оние планови, се она што се ресурси кои што се понудени на НАТО од страна на Европа, може утре многу лесно и многу брзо едноставно да се стават во функција и да се пренаменат за одредени потреби кои што ќе ги има самата Европа. Меѓутоа, повторно во Европа гледаме дека се уште немаме некое си целосно единство или спојување како што се Соединетите Американски држави по однос на државите партиципиенти. Дека тие повторно имаат своја политика, секој од нив, секој си има своја војска, секој си има свој концепт на војување, на одбрана и така натаму, така да тој дел само малку се разликува. Да, ние по рамки на Европската унија нема единствен став по однос на иднината на овој конфликт во Украина и видовме и согласањето на резолуциите во Обединетите нации дека дел од земјите членки не застана зад ЕУ позицијата, односно позицијата на други, така што веројатно ќе биде многу тешко да се изгради единство по однос на овие прашања. Ќе мора да се изгради, али тоа ќе потрае, како процес ќе потрае и ќе мора да има одредени усогласувања. Сега какви ќе бидат тие усогласувања, се надевам дека ќе бидат функционални, ќе бидат во еден контекст на тоа дека Европа мора сама да си го брани својот простор и едноставно да си обезбеди безбедност на собствените граѓани, иако во моментов можеби нема некоја си таква опасност дека може да биде нападната Европа како таква. Затоа што во текот на овие 3 години на конфликт, што ги имавме, 3 или веќе 4-та година, меѓу Русија и Украина, ако имаше било што повеќе, како што се заговараше дека Русија ќе нападне Европа и така натаму, тогаш веќе тоа до сега ќе се случеше. Сега веќе сметам дека со сиот овој нов капацитет или нова енергија во смисла на прекин на војните дејствија во Украина и Русија, да едноставно тој тренд на размислување за напад на Европа, мислам дека ќе паднат во вода и едноставно ќе мора да гледаме многу по-функционално на тој дел. Ќе ги погледнеме следните бројки, тие се однесуваат на она што Европската унија
вклучително и Македонија го правеа во изминатите години, а тоа е преку економски санкции да се принуди Русија на постигнување на мир, кој ќе биде поволен за Украина, и ги гледаме бројките во продолжение. Прашањето гласи: од оваа временска дистанца, дали санкциите кон Русија и прават повеќе штета на Русија или на Европа, вклучително и на Македонија? Штетата кон Русија препознаваат 5,5% од испитаниците, 36,7% велат Европа, 39,9% велат и двете. Истото прашање го имавме и во претходните истражувања и гледаме дека тогаш малку повисок процент на граѓани сметале дека штетата оди на контото на Русија, 9,6. На Европа тогаш уште поголем процент на граѓани препознавале дека и штети, веројатно ова беше токму во оној период 2023 кога настапи и енергетската криза и економската криза и инфлација, а на двете горе-долу исти процентот на испитаници кои препознаваат дека сите трпат штета од вклучително и Македонија од санкциите кои беа воведени кон Русија. Какви економски последици видовме и колку економските мерки беа исправниот начин да се принуди една од завојуваните сили да постигне мир? Видете, на почетокот сакав да нагласам дека има еден парадокс во кој што санкциите кон Русија конкретно во случајов како резултат на руската инвазија во Крим од 2014 година започна веднаш после интервенцијата. Парадоксот е во тоа што меѓу првите санкции кои што се воведоа кон Русија од страна на Америка и Европа, председател беше председателот Трамп. Сега имаме ситуација каде што председателот Трамп е најсериозна личност за имплементација на разговори кои што може да доведат до било какво решение за кое што од сите страни доаѓаат позитивни сигнали. Председателот Трамп дури во 2017 година предложи беа усвоени од страна на САД и санкции кон не само кон Русија, туку и кон Иран, кон Северна Кореја. Зошто? Затоа што тие беа едноставно поддржувачи на состојбата која што во моментот ескалираче. Но пред почетокот на 22-та година, инвазијата во Украина, сметам дека причините за ваквата ситуација за да бидат покренати санкции може да се видат во историјата, во политиката, во економијата, во различни области кои што ја подигаат тензијата, и вие кажавте дека европските институции заедно со САД не беа во можност во моментот да преземат соодветни брзи мерки и активности, затоа што се соочуваа со друг вид глобални закани. Пред се мигрантската криза, енергетската криза, ковид кризата и на крајот настана оваа ситуација. Сметам дека пред да ги донесе санкциите од првиот до 16-тиот пред 2 месеци, 16-тиот сет санкции, Европската Унија и САД во координација вршеа проценки и анализи што е тоа што треба и што може да придонесе да се сопре активноста на руската армија, едноставно руската политика кон Украина и пошироко. Меѓу другото, ја пратам анкетава која што вие ја изнесовте на Телопод. Сепак мислам, кога разговараме за тоа кој има поголема штета, дали Европа или Русија во овој момент, мислам дека заштита од еден ваков конфликт со висок интензитет има и едните и другите. Меѓутоа, правејќи ги соодветните проценки, анализи и донесувајќи одлуки од Советот на Европа, ако ги погледнеме последните, само ако ги анализираме, ќе се види дека санкциите се во најголем дел насочени кон инфраструктурата и лица кои што се на руска страна. Па да речеме со последните сет мерки, ако ги вориат пред 2 месеца, ако ги анализираме, некаде околу 85
индивидуални лица добија одредени санкции. Околу 150 бродови се ограничени во извршувањето на активностите согласно правилата и прописите на Европската унија. Најголем дел од санкциите се во делот на економскиот сет мерки, ова што го најавивте пред малце, вклучуваат нови трговски ограничувања, како на пример некористење на рускиот алуминиум, бидејќи се смета дека рускиот алуминиум представува една од најбараните легури за изработка на одредени материјали. Сега тој ќе биде во одредена состојба на ограничување за користење од страна на земјите членки на Европската унија и останатите. Меѓу другото, има 8 медиумски куќи кои што во Европската унија се забранети за емитување. Включително дел и во одреден период и во за Македонија. испраќање информации, размена на информации за полесно следење на состојбата во Украина. Така да сметам дека штетата е значајна за двете страни, но ќе останам на ставот дека сепак санкциите би требало да вродат со плод и да донесат одреден прогрес, макар за одреден период, бидејќи тие два пати годишно на 6 месеци се обновуваат, односно се дополнуваат во континуитет. Да се прошират и така Да, какви се сега економските и енергетски интереси кои ги ставаат големите сили на маса во оваа дадена ситуација, бидејќи видовме имаше санкции, се направи таков обид, меѓутоа сега сите седнуваат како на почеток на преговори и ги поставуваат сопствените економски и енергетски интереси во равенката. Кои се сега тие за Европа, кои се за Соединетите Американски држави и колку тие ќе бидат клучни за да во моментов се најде некакво решение? Видете, економијата секогаш игра голема улога практично и во мирнодопски услови и во воени услови, така да сметам дека ова што е изложено како размислување може да се прифати дека сите имаат штета. Дефинитивно е се дали многу повеќе Европа, затоа што се доведе во една позиција, знаете дека во еден период бевме и без некакви се ресурси, зборуваме за енергетски ресурси, па ќе мораше да се бара и се најде одредени излезни решенија. Излезните решенија беа, ни се понуди некаков си газ да се носи од Америка, ама да се превезува до тука, немаме директно некаков си цевовод, да го наречам условно, или евентуално линија директна која што ќе доаѓа. За се друго што требаше, едноставно се надеваја, цела Европа се надеваше дека тука ќе излезе во пресред секоја држава соодветно, меѓутоа заедно со нив и Соединетите Американски држави дека ќе помогнат, се увиде дека навистина не може да се одговори доволно, затоа што одредени ресурси, знаете дека таа размена оди секогаш, имаме размена сите држави, не можеме сите едно исто да произведуваме или се да произведуваме во рамките на таа држава. И едноставно се увиде дека навистина она што го прави за Европа Русија е многу значајно, она што го прави Украина за Европа исто така е многу значајно. Во ваквите услови многу повеќе можеби сме ограничени сега ние како надворешни фактори, а не оние кои што се директно во конфликтот или евентуално се она што нив им е сега во моментов ускратено, односно имаме санкции према Русија. Мора да сватиме дека Русија е огромна територија, држава со многу ресурси, зборуваме за секаков тип на ресурси и дека барем во овој момент колку и да се ставаат некакви си економски бариери, таа ќе успее да го преброди сето тоа, меѓутоа ќе остане од другата страна. Гледате дека и одредени европски држави ретерираат во одредени нивни размислувања, ставови, се она што тие планираат да го направат, па имаме неусогласување, дали понатаму требаат вакви или такви санкции, дали или како да ги формулираме сега новите санкции, доколку дојдат. И за санкции за помош на Украина. И за помошта, апсолутно, тоа веќе другиот аспект е, нели? Тоа аспектот на помошта, исто така, дали да се продолжи со истата помош, до каде? И нормално, прашањето кое што секој се поставува, тоа е многу важно за самите граѓани, дали се она што се доставува како помош на Украина стигнува на соодветната локација, место, поточно во завојуваните делови, или евентуално имаме тука и црн пазар, каде што сето тоа заминува.
опасностите кои што од сето тоа произлегуваат навистина ќе бидат долгорочни. Дефинитивно, затоа што еве да земеме само добивањето на оружје од страна на Европа и од страна на Америка што се доставува во Украина. Голем дел од тоа оружје, особено она што е формациско или оружје кое што може да се пренесе, има веќе фатено некакви си црни канали, темни канали, каде што заминува. Сето тоа оружје некаде се акумулира, се поставува. Веќе на големо и сите оние меѓународни институции кои што прават некакви си сондажи на тоа колку имаме веќе опасности, колку оружје практично по претпоставка може да биде одлеано од таму, бројките се фрапантни. Тоа зборува дека сето тоа оружје не стигнува на вистинско место, сета таа амуниција не стигнува на вистинско место, да не зборуваме и за самите средства, ако се дадени во средства или евентуално во некакви си добра, исто така заминуваат, така да многу повеќе сега би размислувал и би зборувал не за самата економска некаква си сфера во смисла на тие забрани кои што се воспоставени или евентуално некакви си санкции и така натаму, него многу повеќе да видиме што сето тоа стимулира и од едната и од другата страна многу повеќе зголемување на криминалните организации, стимулирање во смисла на тие да можат да работат. Во услови да имаме санкции, ние сепак многу од оние неопходни ресурси од Русија излегуваат, заминуваат, значи повторно по црни канали. Истото се случува и во самата Русија. За Украина веќе да не зборуваме, тоа нели како пазар постои, така да сега во оваа ситуација цвета црниот бизнис. И од тој аспект можеме да забележиме дека дел од оние ресурси кои што ги добивавме до вчера за многу пониска вредност, сега веќе вредноста е многу зголемена. Зошто? Затоа што никој не работи за без профит, зборуваме за организираниот криминал, за организираните криминални групи работат за профит. Тие не работат за љубов и не работат за сентимент. Ќе ги погледнеме бројките од нашето истражување во поглед на улогата на САД. Дали сметате дека со иницијативата на Доналд Трамп за постигнување на мировен договор, војната во Украина ќе заврши во следните неколку месеци? Позитивен одговор даваат 63,6%, негативен 18,5%. Ова е најголемото отскокнување или најголемиот позитивен одговор кој го имаме во оваа анкета и генерално на оваа тема во повеќе годишните истражувања, што значи дека кај нашите испитаници или кај нашите граѓани постои одредена доверба дека новата американска администрација ќе успее во напорите за постигнување на мировен договор и ќе ја заврши војната во Украина. Колку е ова реално? Видете, од оваа позиција навистина неблагодарно е да претпоставуваме, но еве доведени сме во таква ситуација да претпоставуваме, затоа што сепак прво многу малку сознание имаме за тоа што се нуди, каков ќе биде тој договор условен, кои се условите во истиот, какво ќе биде тоа примирие или евентуално конечно завршување, што треба едниот да даде, што треба другиот да даде, во секој случај, знаете, секоја страна мора нешто да понуди и крајно, што ќе биде она со што ќе може американската администрација едноставно да ги принуди, не би рекол, меѓутоа сепак да ги одоброволи и едната и другата страна. Ние видовме одредени елементи, нешто што беа сегменти од некакви си разговори, меѓутоа до крај не ја знаеме целата работа и затоа не би си дозволил да сега едноставно градам некоја си илузија што би се случило или евентуално како би се случило сето тоа. Факт е дека сите посакуваме да се случи примирие, посакуваме таму да не гинат особено недолжни граѓани, сите оние кои што ставиле на себе униформа, особено платениците, особено оние кои што по разни основи се прибрале таму, дали тоа ќе биде евентуално за нивна економска добивка, авантуристички цели, за идеолошка некаква си размисла или не знам Бог знае какви се мотиви постојат, тоа е сосема друго. За нив нека војуваат доколку сакат, тие ако не војуваат на тоа боиште, ќе одат на друго боиште. Меѓутоа, ние зборуваме за граѓаните, ние зборуваме за државите, ние зборуваме сепак и за нас. Значи, колку што размислуваме за нив, ние таа рефлексија ја чувствуваме и колку побрзо заврши таа војна. Прво, нема да ги имаме последиците кај нас. Навистина ги имаме премногу и опасноста и ризиците и заканите постојат како такви. Понатаму тоа е онај непосреден. Посредното е многу појако. Забележуваме што све ни се случува. Можеме да дојдеме во ситуација Украина беше
за нас една главна житница. Ние од таму го добивавме житото. Сега треба да се запрашаме од каде би го добиле. Што би добиле од квалитет и така натаму. Еден сегмент само од сето тоа што би било. Факт е дека посакуваме да се случи тој прекин на огнот од сите аспекти, но она што дополнително треба да се размислува не е само прекинот. Прекинот може да биде и денес прогласен. Тоа е сепак еден политички договор и една прокламација ќе биде. Но ние тоа искуство го имавме после Втората светска војна. Дали сите групи, оние кои што се вклучени во војната, едноставно ќе го прифатат тоа примирие? Како ќе се успее сите да се убедат, затоа што еве повторно споменувам дека ги имаме и тие така наречени странски борци, односно луѓе кои што ги има во многу конфликти, кои што одат од различни мотиви. Претежно мотивот е добивање на парични средства, затоа што сепак онаму каде што влегуваат, знаете дека во војна има правила, меѓутоа повеќето се дозволени активности, дека од таму и се плячка народот, и се одзема се она што е вредно, и крајно за сето тоа се добиваат одредени поволности. Ако слушнавме дека таа воена група, паравоена група, практично Вагнер, е распуштена, јас не верувам дека е распуштена, него дека само се преобрази и премина во други организациони шеми, едноставно тие заговараат продолжување на тој конфликт. Или ако не биде во ваква форма, тоа ќе имаме одметнати групи, ќе имаме групи кои што се одделени, дел од нив ќе преминат можеби во некакво терористичко делување. Така да тој мир ќе треба да се гради. Не е ова одеднаш копче, ќе го притиснеме и може да тргне машината или евентуално да застане. Така да од тој аспект се она што ќе се прави, ќе треба многу добро да се обмисли. Веќе сме многу далеко стигнати со техниката. Ние овде зборуваме сега за војна и сите размислуваме дека таму, она што го кажав на почетокот, се пука од една страна и од друга страна. Не е така. Се употребуваат разноразни техники, се употребуваат многу убиствени средства. Се експериментира со многу други средства кои што досега можеби не сме ги ни замислувале. Еве слушнавме последно дека некакви роботи се праќаат во војна. Со какви се технички средства располагаат, да биде тоа и од земја, и од воздух, евентуално од некакви си други средства или евентуално убиствени некакви си орудија и оружја. Тоа е она што ние не можеме од овој аспект да го замислиме. Понатаму оружјето за масовно уништување. Колку тоа се употребува, каде се употребува, тоа ќе има долгорочни последици ако се употребува. Така да од тој аспект сето ова треба многу добро да се обмисли. Предпоставувам дека некој тоа го прави као концепт, као стратегија. Ќе мора потоа да се седне и многу длабоко да се разработи целиот концепт, затоа што и добар дел од таа руска војска, и таа е исто, еве, слушнавме дека има корејци, има кинези и така натаму, и тој дел дали ќе прифатат веднаш да се повлечат или нема да се повлечат, кој ќе им даде таа наредба. Понатаму, ако се повлечат, каде ќе ги сместеме? Знаете дека и чеченските терористи, односно поранешни терористи, сега веќе одредени воени формации се таму присутни. Во долг временски период тие важеа и се уште се на листата на терористички организации. И одеднаш имаме веќе поставеност која што е многу специфична и нема мирот да се случи веднаш, него може декларативно, политички да се прифати. А понатаму еден процес, долг процес на реинтеграција на целата општествена платформа, да ја наречем, или евентуално се она што може да се направи таму. Много ни го појаснивте ова, затоа што лаички замислено војната ќе заврши, да речеме, на 20 април, кога ќе има една мировна конференција, ќе заврши тој ден воените действија, понатаму финален договор ќе се постигне и тоа е тоа, меѓутоа баш етапно и навистина суштински ги појаснивте сите оние процеси кои што ќе бидат критични во тој период. Кој може и како може да се гарантира мир после ваква војна? Сметам дека мирот може да се гарантира само доколку се остварат одредени принципи. Во смисла на тоа сакам да укажам дека најнапред би морало да се дојде до одредено примирие на просторот на кој што се изведуваат операциите. Примирието мора да биде со политички и со конкретни мерки и активности. Всушност, со последните конкретни мерки на НАТО кои што имаат
обрска во процесот на развивање на заштитата на Европа од источниот во источната сфера, ќе се формираат нови командни места, бази, ќе се создаваат услови за да може состојбата и понатамошно да се следи од како ќе се донесе евентуалното примирие. Но она што сметам дека е клучно во оваа ситуација да се изгради доверба меѓу засегнатите страни, меѓу сите учесници во конфликтот, таа доверба да се зајакне преку разговори, да се дојде до некакви почетни решенија кои што ќе дадат услови за спроведување на соодветни постапки во кои што владите Европската унија, еве посебно да речам Велика Британија е посебен ентитет кој што сопствени санкции, мерки, активности спроведува према, веројатно ќе биде и Велика Британија запрашена околу тоа, затоа што интересите се одамна огромни. Со последните санкции пред 2 месеци Велика Британија донесе ограничување за над 1800 луѓе и организацијски единици и фирми во однос на зајакнување на притисокот кон Русија за евентуално изнаоѓање на решение и мир. Така да мислам дека позитивно треба да се гледа на иницијативата на председателот Трамп и председателот Путин, дека нивните советници кои што се во постојан разговор ќе најдат одредени решенија, ќе најдат одредени предлози кои што ќе бидат изложени на многу скоро на соодветно место во Советот на Европа. Истите ќе бидат разгледани и донесени како решенија од страна на секоја членка на Европската унија, од секоја членка на НАТО. На тој начин мислам дека единствено може да се дојде до решение на конфликт. Кој ќе трае. За крај ќе ги видиме бројките во однос на тоа како граѓаните ја оценуваат поддршката која даде Македонија за Украина во изминатиот период. Прашањето е според вас дали во досегашниот тек на војната Македонија помогна доволно на Украина или можеше и повеќе? 65% велат доволно, 10,5% велат можеше и повеќе. Истото прашање го имавме лани во 2024 година, кога 55% сметаа дека сме помогнале доволно, малку повисок процент споредено со оваа година сметал дека требало да направиме и повеќе. Овде ќе замолам само за кус коментар. Ние сме мала земја, дадовме помош согласно нашите услови, дали тоа беше доволно, дали на некој начин со тоа само покажавме една солидарност и едно движење во рамки на заедничката надворешна безбедносна политика која има Европската унија кон која што се стремиме. Република Македонија е мала држава, како што кажавте, но ги следи напорите на меѓународната заедница, учествува во активностите на донесувањето одлуки, партиципира во сите активности, иницијативи каде што може. Да подсетам дека со армијата учествуваше во активности на Блискиот Исток, сега низ Европа. Конкретно се ангажира со сили средства према барањата на НАТО, но можностите се толку колку што може. И сега ако се погледаат одлуките кои што се и на веб страната на Министерството поставени, што е тоа што армијата, односно владата на Република Македонија донела во однос на можностите за помош на Украина, секогаш може повеќе. Меѓутоа, ако видите дека една мала држава како што е Македонија успела да даде вооружување, како што се автоматски пушки, муниција, оружје, мини, ракетни системи, тенкови, авиони, колку и да се, сметам дека треба да има почитување и дека посветеноста и професионалната одговорност на целиот овој процес кон учеството во програмите на НАТО треба да биде значително и почитуван. Професор Димовски, кој е вашиот став? Ние цениме сега овде и предпоставам дека граѓаните ценат само низ призмата на она што е дадено материјално. Јас мислам дека многу повеќе дадовме како држава и поддршка
зборуваме од граѓаните, зборуваме за сите оние активности кои што овде ги имавме, можности за евентуално да се солидаризираме со украинскиот народ и имаше можности да тоа да го направиме и го направивме. Низ таа материјална основа дадовме на што можевме и мислам дека е доволно, но сепак таа условна поддршка која што ние дефинитивно ја изложивме, кажавме дека истата имаме, мислам дека многу повеќе вреди за самиот народ, тоа го кажа и нивните официјални личности од дипломатско-конзуларните представништва. Ние отидовме дури до еден степен повеќе подлабоко, прифаќајќи ги сите оние постулати на меѓународната заедница, на Европската заедница и така натаму. Ние имавме во еден период дури протерано, прогласено за персона нон грата неколку дипломатски представници кои што беа од Русија. И тоа е доволен показател дека ние се солидаризираме со Украина, излегуваме во пресред и можеби од материјалното многу повеќе ова што ние сме го направиле како гестови кои што укажувале дека не прифаќаме да биде тој начин, она што е направено како условна агресија, она што го слушавме ние дека е војна или агресија, а од друга страна едноставно тоа ќе мора утре заутре да си го верификуваме во смисла дека ние сочувствуваме со нив, даваме она што можеме, меѓутоа многу повеќе на духовен план сакаме да не постои таа војна, да војната прекине, да граѓаните едноставно живеат она како што живееа многу повеќе. Сакам да ви се заблагодарам што ова попладне бевте заедно со нас во Детектор. Се надевам дека дадовме одговори на одредени дилеми кои во актуелната ситуација постојат и за нашите граѓани. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам што бевте и ова попладне заедно со нас. Останете натаму со програмата на Сител. Ви благодарам за вашето внимание и доверба. Пријатно.